Нема посоодветно место од Свети Спас, ама и од оваа зграда овде за одбележување на 153 години од раѓањето на апостолот Гоце Делчев. Нема посоодветно место за еден универзитет или посоодветно име за еден универзитет и за еден ректорат од Гоце Делчев. Веројатно во историјата нема да најдете човек за кој толку многу се пишувало, зборувало, толку имиња, не само што се зборувало, туку човек за кој се плачело, се радувало. Мислам дека тоа покажува дека Гоце Делчев е неразделен од македонскиот народ, токму затоа еве 153 години потоа како да е жив, и мислам дека и следните 100 години ќе продолжи таа Гоцева приказна од тие неразделна од македонскиот народ. Она што е восхитувачко за него, а мислам и за нас, е ноторниот факт дека учителите, меѓу кои тој е учителот над учителите, најголемиот учител, имале голема улога во најголемија. И токму затоа мислам дека овде ми е мене денеска местото како на учителка. Се разбира, замислете да имате во време на Отоманската империја неговата, дека светот го разбира среде војна како културен простор, како поле за културен надпревар на народите, е не само демократска и републиканска, туку е веројатно најмиролюбивата порака. Фактот е дека учителот во него го говори ова. Не војводата. Војводата требало да се избори за простор во кој што неговиот народ ќе може да се надпреварува со останатите, со зборови, со знаење, а не со пушки. Самата јас, се разбира, сум одрасла Гоце, значи повторувам дека аманет ни оставил да се надпреваруваме културно со останатите. Тоа е силата на малите народи. Тоа не му било јасно. И затоа мислам дека неговата мисла, неговото знаење се уште е актуелно. Ние немаме друг избор, туку да бидеме горди на фактот што овде од овие прозорци гледал, овде е дел од неговиот живот, и како што е ред, значи да, на македонскиот народ ни стои аманетот. Не можеме да го чествуваме во Кукуш, односно во Килкис, меѓутоа го чествуваме овде и се разбира неговиот гроб во прекрасниот Свети Спас. 153 години од раѓањето на апостолот на Македонската револуција и патронот чие што име нашиот универзитет го носи, Гоце Делчев, и ни представува навистина чест заедно со општина Штип што можеме да ја организираме едно вакво пригодно сеќавање во знак на роденденот на Гоце Делчев, и ме представува посебна чест што нашиот универзитет го носи неговото име, и тоа што развојот на универзитетот, се повеќе доближувањето, спојувањето со европските универзитети не прави еден чекор поблиски до тоа што било и неговата идеја
светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Јас навистина сум горд и на нашите студенти кои што денес имавте можност да ги видите, на нашите професори кои што го организира ова, и навистина сметам дека Универзитетот Гоце Делчев има со што да се пофали и се поблиску сме чекор по чекор до идеалите кои што патронот на Македонската револуција и патронот на нашиот универзитет ги има зацртано во навистина тешки времиња, но еве денес ни овозможуваат да го следиме неговиот пат. Се наоѓаме на местото во градот каде што најповеќе се ширела и се чувствувала идејата и идеологијата на великанот Гоце Делчев. Во име на тоа доста значени образовни и културни институции во нашиот град го носат неговото име, затоа што имаме завет и обврска да го чуваме тој завет, но немаме право да се одрекуваме од него. Ќе продолжиме и понатаму да го негуваме и да го продолжиме неговото дело.